Шефот на рускиот гигант Газпром Алексеј Милер изјави дека грчката влада ја поддржува идејата за изградба на гасовод за транспорт на руски газ до Грција преку Турција. Алексеј Милер по разговорите во Атина со грчкиот премиер Алексис Ципрас изјави дека руско-европски конзилиум на бизнисмени ќе обезбеди средства за изградба на гасоводот, познат како Турски тек, кој ќе завршува во Грција со терминал за натамошна дистрибуција на гасот во Европа. Милер додаде дека гасоводот ќе биде во согласно со легислативата на Европската унија. Соочени со критики од Европската унија, Русија во декември лани се откажа од гасоводот Јужен тек во вредност од 40 милиарди долари. Гасоводот требаше да минува под Црно море и преку Бугарија да пренесува над 63 милиарди кубни метри газ годишно до Европа. Сега руските надежи се закачени на Турција, односно изградбата на гасоводот познат како Турски тек, со ист капацитет до терминал на грчко-турската граница. Шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас при престојот во Вашингтон во интервју за новинската агенција Associated Press позитивно го оцени предлогот на Русија за изградба на гасоводот Турски тек, наведувајќи дека преговорите за Газпром биле од економска, а не од политичка природа. Кодзијас најави дека во наредниве денови во Атина ќе престојува Амос Хохштајн, специјален пратеник на Стейт департментот за енергетика. Хохштајн деновиве побара од земјите на југоистокот на Европа да градат нови врски за снабдување со газ и да се фокусираат врз помали проекти со цел да ја намалат зависноста од Русија. Тешко ми е да сватам разликата меѓу Турскиот тек и Јужниот тек, освен во името и во отстранувањето од рутата, изјави тој. Според него, регионот кој зависи главно од гасот од Русија се соочува со ризици, барајки, како што рече, лесни волшебни куршуми кои го одвлекуваат вниманието од помалите проекти. Хохштајн смета дека Русија останува клучен играч во снабдувањето на Европа со газ, но ти се неопходни други извори и рути со цел да се зголеми енергетската безбедност. Поврзувањето меѓу Грција, Бугарија, Романија, Унгарија и Србија е многу поевтино од ривалските мегапроекти и многу поустварливо, вели Хохштајн, додавајќи дека американски официјални представници веќе имале неколку средби и разговори со новите грчки власти за пловен терминал за природен газ во Солун, со што врската меѓу Грција и Бугарија нема да зависи од големите јужни проекти. Со поддршка од Европската унија тогаш е можна поголема заинтересираност на банките и на некои американски компании кои би сакале да инвестираат во такви терминали, вели американскиот пратеник за енергија Амос Хохштајн.